Почитувани, владата на СДС не е реформска, туку антиреформска. Владата на СДС почна на дело да ја спроведува деструктивната политика што ја промовираа нивните идеолози како фрчковски, кои срамно и навредливо најави дека секое село не заслужува факултет и дека треба да се укинат 35 факултети. Со укинувањето на дисперзираните студии се предизвикува огромна штета врз образовниот процес и сеускратуваат бенефициите кои им биле достапни на студентите во изминатите 10 години. Отварањето на дисперзираните студии кои минативе години кои се покажа како извонредна можност која секоја година ја искористува околу 15% од вкупниот број на студенти што го продолжува образованието на високообразовна установа, односно тоа се некаде околу 2 до 2.500 студенти кои наместо да патуваат секој ден или да се преселат во друг град поради уписот на факултет, одлучуваат да студираат во своето место на живење или во неговата непосредна околина. Ваквата мерка во изминативе 9 години беше искористена од над 20.000 граѓани, бројка што сама по себе говори за успехот на овој проект. Оваа мерка им овозможуваше на студентите да заштедат средства по основ на патување, сместување и исхрана, но и да заштедат средства по однос на уписнина. Студирањето на дисперзираните студии, каде предаваат истите професори и се учи по истите наставни програми, материјали и учебници, од кои се учи и на матичните високообразовни установи од каде се изведени, чини само 100 евра годишно. СДС со оваа антиреформа им ја ускратува можноста на тетовчани и младите од поширокиот регион да студираат на финки во нивното населено место. СДС ги оневозможува кавадарчани и младите од југот на државата да студираат на Машинскиот факултет во градот, а истото се случува и со укинувањето на Машинскиот факултет во Струга. Антиреформаторите од СДС ги укинаа дисперзираните студии на Технолошко-металуршкиот факултет во Кавадарци и Крива Паланка и им ја одзедува можноста на младите од овие градови и поширокиот регион да студираат блиску до своето место на живење. Антиреформаторите од СДС им ја одземаа можности на младите од Тетово и Велес да студираат на Економски факултет без при тоа да треба да доаѓаат во Скопје. Антиреформаторите на СДС ги укинаа дисперзираните студии, им ја одземаа можноста на младите од Гевгелија и Прилеп да студираат на Факултетот за земјоделски науки и храна. Единствената причина поради која е укината ваквата мерка е тоа што дисперзираните студии се идеја, односно мерка воведена од страна на владата предводена од ВМРО-ДПМН, со цел обезбедување што поголема достапност на високото образование за сите граѓани. Граѓаните од СДС очекуваат реални мерки и проекти кои ќе им го подобрат животот, а не укинување и уривање. Граѓаните од СДС ги очекуваат 16.000 денари минимална плата и 30.000 денари просечна плата. Исто како што лекарите ги очекуваат 100.000 денари плата која СДС им ја вети. Граѓаните ги очекуваат и новите 500 км автопат, како и 30.000 денари на крајот на годината од поврат на 15% на потрошеното ДДЕ. Ви благодарам.